Преку партиска врата најлесно се стигнува до државна плата. Вакво е размислувањето на граѓаните за тоа како се добива вработување во државната администрација, односно дали дипломата тежи повеќе од партиската книшка. Центарот за управување со промени од Скопје преку серија истражувања откри поразителен факт дека најголем дел од граѓаните осудуваат партизираноста на администрацијата, но истовремено сонуваат да земаат државна плата. Најголемиот дел од граѓаните сметаат, околу 70%, дека е неопходно членување во политичка партија за да можете да добиете работа во државниот или во јавниот сектор. Ваквите наоди се поразителни, тие директно влијаат и еродираат довербата на граѓаните во институциите. Анализата на Центарот утврдила дека дури 79% од граѓаните не одобруваат партиски вработувања во администрацијата. Помалку од 15% од испитаниците рекле дека одобруваат. Најголем дел од граѓаните сметаат дека стручноста, компетентноста се на 4-то, односно 5-то место, додека пак на прво место како критериум за избор при вработување е членувањето во политичка партија. На прашањето дали партизираноста е проблематична за функционирање на институциите, 2/3 од испитаниците рекле да. 23% од анкетираните рекле дека партизираноста не е проблематична. Според Малеска Сачмаровска, спорно е тоа како се доделуваат вработувањата. Значително влијание имаат мерки кои што се косат со системот на вработување врз основа на заслуги. Така да вие имате отприлике имате лотарија, која што вработи 1600 луѓе во јавниот сектор, па натаму имате закон за привремени вработувања кој што вработи 3000 луѓе во јавниот сектор, без при тоа, без конкурентност, без се разбира компетитивност. Државниот завод за статистика пресмета дека годинава во Македонија има армија од 220.000 невработени. За многумина тоа е причината зошто граѓаните би прифатиле да го трампаат гласот на избори за да добијат државна плата. Само 28% од анкетираните сметаат дека тоа е погрешно, додека другите би прифатиле да гласаат за одредена партија за да добијат вработување. Малеска Сачмаровска вели дека тоа се должи на придобивките кои ги носи државното вработување. Привлечноста на јавниот сектор се разбира се должи заради флексибилноста и сигурноста, високите плати кои што реално се повисоки од просекот во Република Македонија и заради можноста и другите сите придобивки кои што одат со вработувањето во државниот сектор, односно можноста за користење на кредити во банките и така натаму. Државата е најголем работодавец во земјава, но факт е дека точната бројка на администрацијата долго време не беше јавно достапна. Според новиот регистар што го објави Министерството за информатичко општество и администрација, бројот на вработени под капата на државата годинава е над 129.000. Од 2006 до денес бројот на вработени во администрацијата пораснал за околу 24.000 лица. Шлак на тортата наречена јавна администрација се така наречените лица кои клатат врата а земаат плата. Од 2009 до 2015 преку 29 огласи биле вработени 2800 државни службеници. Според последниот извештај, над 1650 се нераспределени и се водат како вработени во секретаријатот за спроведување на рамковен договор. Во превод, седат дома а земаат плата од државата. Интересно е и тоа какво образование имаат лицата вработени во јавната администрација. Скоро 500 се без образование, над 9000 со основно, а над 36.000 со средно. Најголем дел или над 48.000 се со високо образование. Поразително на вистиното, повеќе од 2/3 од граѓаните сонуваат за работа во државната или во јавната администрација. Сметаат дека тоа им носи сигурна и стабилна работа, а таа сигурност може би доаѓа од фактот дека овие вработувања не се по системот на заслуги, туку по партиска припадност. Интересен е и ставот на анкетираните за тоа дали треба да има отпуштање во администрацијата за да се подобри незината ефикасност. Дури 43% сметаат дека отпуштања не се потребни. Речи си 1/5 од испитаниците или 19% сметаат дека потребно е да се отпуштат мал дел од вработените во администрацијата и на нивно место да се вработат нови.